Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Есен е време за тиква. Тиквата секојдневно треба да биде на вашиот репертоар, кујнски репертоар. Затоа што е многу здрава, има многу благодети на нашето здравје, јадејќи ја. Можеме да поправиме многу симптоми, да си олесниме, да си помогнеме и така натаму. И затоа ви реков дека во сите овие денови ќе направиме еден мал циклус на рецепти со тиква, незиното величество тиквата. За денеска ќе ви направам еден реден колач од тиква. Овој колач ми го испрати мојата пријателка Калина од Куманово. И јас често пати се шегувам кога го правам, кога ќе ме прашат што ќе правиш, ќе правам калинка. Полесно ми е да кажам од Калина рецептот на калинка, се шегуваме. Нешто прекрасно и вкусно. Остава впечаток и тоа и каков впечаток остава, затоа што и на изглед е убав, а за вкусен, кога ќе го направите, кога ќе го вкусите, ќе се уверите во сетото. За овој колач реден, потребно е долгнавеста тиква да имате и да вадите полумесечинки од тиквата. Еве вака. Со ноже, тенки парченца, ќе ни треба 1 килограм. Ќе ни треба 3 јајца, 15 лажици шекер, 15 брашно, 15 растопен путер, не се става масло, туку путер во овој колач, 15 лажици ќе ни треба млеко, 100 грама сечкан орев, 100 грама брусница, 1 ванилин шекер, 1 прашок за печиво и рендана кора од лимон. Јас денеска го правам колачот на Калина. Кумановскиот колач од тиква на Калина. И тавче број 28, најмногу 28, што значи да не биде помало тавчето, затоа што не треба да биде висок овој колач. Овој колач треба 2 прсти, 2,5 прсти најмногу да биде висок. Затоа што тиквата е непечена, нели? Ја редиме во редови, ќе видите сега како. И треба да биде по-ниска, за да може подобро тиквата да се испече. 3 јајца со шекерот ги ставам да се изматат со миксер, да добиеме едно убаво масно тесто. Го ставам шекерот и ќе го ставам ванилиниот шекер. Да видам. Да, тоа е. И сега матам. Се додека не го стопам шекерот. Ептен е стопен шекерот. Сега ќе го направам следното. Ќе ставам млеко 15 лажици. 3, 4, 5, 6, 10. Ќе ставам ренданата кора од лимон.
Ќе го ставам прашокот за печиво. Така. Ќе го ставам утерот. Пред да го ставам брашното, пуштам малку миксерот заради путерот. Така, повеќе не ни треба. Сега земам дрвена лажица, да го ставам брашното. Промешувам. Еве, смесата ни е веќе готова за колачот. Тестото за има малку рска од брашното ни е готово. Така. Сега ќе започнам со редењето. Најпрви, еве малку што ни остана масленце, така. Тоа е од путерот, малку. Да намастам. И од краевите. Доволно. Сега ставам малку од смесата. Да го распределам, да направам како основа на хартијата за печење. Така. И сега ќе почнам да ги редам, еве како изгледа, полумесечинки. Значи, треба на половина да ги поделам во два реда. Сега првиот ред го ставам, а потоа и вториот. Сега ставам половина од оревите. И ставам половина од брусницата, значи 50 грама брусница. Сега ставаме од тестото. Колку да ги покриеме парчињата од тиква. Така. Другото ќе ни треба за одоскора.
Сега постапката ја повторувам со следната половина од тиквата. Таман си е мерката 1 килограм. Таман. За тавче 2 е сос. Сега ставам повторно орев, остатокот од оревот. Така. И брусница. И другата половина од тестото. Да го разнесеме. И малку ќе затресеме тавата да падне. Ете така. Уште не печено колку е добра. Се пече на 180 степени. Подолго време ќе го печеме и потоа може да го нарусите со прав шекер откако ќе се изладе. Јас одам во кујната, вие останете со вкусот на традицијата, се гледаме откако ќе го испечам. Време е, драги мои, после ова напорна работа и напорен работен ден, да се засладиме со овој реден колач со тиква. Леле, како изгледа, како изгледа. Не знам кое парче да го зема. Ај, ова сакам крајчиња јас. Не ми треба ова. Леле. Значи, ова ми е врв над врвовите. Леле, колку е ова вкусно, леле, како изгледа. И путерот си го направил своето. Како е арпкава, а внатре чиниш цело тесто од тиква. Нешто за мене повеќе од убаво. Значи, крцкато ревите, па има една нота од брусницата, кората од лимон, путерот. Леле, направете го ова, ќе ви биде хит, верувајте. Ве поздравувам до следната емисија. Направете го, фотографирајте, испратете ни на вкусот на традицијата нашата страна на Facebook. И знаете како било? Прекрасно е кога една дама ќе добие комплимент. Леле, колку сте убава. Но,
нешто многу посилно е кога ќе добие комплимент колку сте добра, колку сте прекрасна личност, каков карактер имате, колку сте стабилни, какво срце имате племенито и така натаму. Ве поздравувам, бидете ми здрави, живи, срекни и весели, се гледаме. Довидување.